لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Почитувани драги мои, селаму алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Денеска сакам да ви кажам нешто што може би сите ние го знаеме. Може би сме свесни за тоа. Меѓутоа, проблемот е во тоа што трагите на она за што сакаме да збориме денеска со вас, не ги гледаме во секојдневиот живот на муслиманите. Не го гледаме тоа убаво однесување, не ја гледаме таа голема грижа, не го гледаме оној однос кој што Мухамед салалаху алейхи ва селем ги имал со своите верни другари, асхаби и помагачи. А токму тоа е она што на нас муслиманите денеска ни недостасува. Ако успееме со Аллаховата дозвола и со неговата волја да го доживееме и да го оживееме во нашиот живот, она за што сега ќе збориме, на вистина голем успех сме постигнале. И на вистина, инша Аллаху Теала, можеме да се надеваме дека Господарот Субханаху ва Теала ќе биде задоволен со нас. Вели пејгамберот Мухамед салалаху алейхи ва селем во еден красен хадис кој што ја отсликува природата на оваа вера, хадис кој што ја отсликува ситуацијата во која што ние муслиманите секојдневно требаме да се наоѓаме и начинот на кој што требаме да функционираме. Вели пејгамберот алейхи салату ва селам: "Мен кунне фихи ثلاثة فقد وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يقذف في النار أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار." Вели пејгамберот алейхи салату ва селам, вика, оној кај кого ќе се најдат овие три работи, на вистина таквиот ја вкусил сладината на верата во Аллах субханаху ва таала. На вистина таквиот ја вкусил сладината како треба да го живее овој ден во животот на овој свет. Која е првата работа? И ова воедно треба да ни значи, почитувани мои, дека ова што ќе се спомене во овој хадис е начин на живење, начин на функционирање. Ма не можеш ни за момент да се одвоиш од овој начин на дејствување и функционирање, почитувани мои. И в моментот кога ќе се одвоиме од овој начин на живење, тоа значи дека постепено, полека, ама сигурно се оддалечуваме од милоста, тоест од верата на возвишениот Господар Аллах субханаху ва таала. Првата работа која што мора да постои кај човека за да ја вкуси сладината на оваа вера, која е, браќа? Ен юхибба Аллахе ва расулеху акthara мимма сивахума. Аллах субханаху ва таала и неговиот пејгамбер да ги сака повеќе од било што на овој свет. Повеќе од било што на овој свет. Ако верникот не го сака својот Господар, повеќе дури и од самиот себе си, таквиот не може да ја вкуси сладината во верувањето на Аллах субханаху ва таала. Ако верникот не го сака својот Господар субханаху ва таала до тоа дереже, да биде свесен дека средбата кога ќе го напушти овој свет, средбата со неговиот Господар ќе резултира само со убавина, ќе резултира со прекрасен живот во преубавата вечност. Таквиот верник не може да ја почувствува сладината и убавината на ова верување. Ако верникот на вистина го сака Аллах субханаху ва таала, тогаш на вистина ќе го сака неговиот пратеник Мухамед салалаху алейхи ва селем, кој што Аллах џелешану го пратил како милост. "Ва ма арсалнаке ила рахматен лил алемин", Господарот рекол: "Мухамеде, јас сум те пратил како милост кон луѓето." Да ги чита зборовите Аллахови, да им објаснува на луѓето што е тоа верат, за да луѓето знаат како да му се приближуваат на Господарот џелешану. Господарот вели во неговата возвишена објава: "Кул ин кунтум тухибуна Аллаха фаттабиуни юхбибкум Аллах ва јагфир лакум ذунубекум." Кажи, Мухамеде, извести ги луѓето: ако вие на вистина го сакате Аллах, мене следете ме, тогаш
Znači što? Treba da se ugledame kako bil Muhammed alaih salatu wasalam. Ne kako ličnost ili jedinka koja, ne daj Bože, treba slepo da se sredi, pripišuvajki mu nekakvi božanski svojstva, ne daj Bože, daleko od toga. Tuku kako da go živeme profilot na verski od primjer tokmu preko ličnosti i delota na Muhammed sallallahu alaihi wasallam. O ta pričina Muhammeda izvesti gi lugeto, ako Allah go sakate, togaš mene sledete me i Allah vas keve zasaka i grevovite keve gi prosti. Dodeka ne se naučime kako da go sledime pegamberot alaihi salatu wasalam, nema da naučime kako da go sakame Allah subhanahu wa ta'ala i nema da zaslužime Allah da ni gi prosti našite grevovi. Втората работа, драги и почитувани мои, кога ова нешто ќе заживее во нас, е што ен юхиббел мер'е ла юхиббуху ила лилlah, да го сака својот брат само поради ништо друго, туку само поради задоволството на Аллах субхану ва таала. Кога ние муслиманите ќе почнеме така да функционираме, да се сакаме во името на Аллах и поради ниједна друга корист, кога ние муслиманите ќе научиме како да се почитуваме, како да се уважуваме едни со други, како секогаш да си бидеме на помош едни на други, следејќи ги зборовите на пегамберот алейхи салату весселам, Аллах му помага на својот роб се додека тој негов роб е во помош на својот брат, ние сме оствариле целта во животот на овој свет. И никој и никаква заедница нема да може да ни конкурира на тоа поле. И третата работа, која е кулминација, ако првите две се појават во тебе, третата ќе биде неминовна. Да мразиш да бидеш повратен во неверувањето, во гревот кој што те оддалечил од Аллах субхану ва таала, исто како што мразиш или се плашиш некој да те фати и да те фрли во оген. Ако овие три работи се најдат кај човекот, кај муслиманот, кај муслиманката, кај братот, кај сестрата, кај нашата ќерка, кај нашиот син, кај нашите сопруги, кај нивните сопрузи, кај нашите мајки, кај нашите татковци, браќа, сестри, тогаш и само тогаш можеме да се пофалиме дека сме ја достигнале она потребна форма и состојба во која што не повикува Господарот Аллах субханаху ва таала, кога ни вели: о верници, плашете се од Аллах и немојте да дозволите да умрете на никаков друг начин, освен како Аллахови покорни робови или муслимани. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.